Добар ден, драги ученици! Денешната лекција е равенка направа од нејзиниот график. Пред да преминиме на целите на денешниот час, да се подсетиме што имаме сработено претходно. Ние знаеме да нацртаме график на една функција доколку е дадена нејзината равенка, составуваме табела, а потоа го цртаме графикот. Да се подсетиме на постапката. Најпрви, од дадената функција y еднакво на 2x плюс 1, ние составуваме табела на вредности. Како ја составувавме? Земаме произволни вредности за x, тие вредности ги заменуваме на местото на променливата и така ја пресметуваме вредноста на y. На овој начин од табелата можеме да прочитаме точки кои што ќе ги внесеме во координатниот систем. Првата точка ќе означиме со буквата А. Таа има координати -2, -3. Првата координата ја читаме на x-оска, втората ја читаме од y-оска. Точката Б има координати 0,1, првата е од x, втората е од y. Третата точка координати 1,3, првата координата е од x, втората од y и на ист начин ја одредуваме и точката Д. Кога ќе ги поврзиме овие точки, ја добивавме правата и на тој начин велиме дека сме го нацртале графикот на функцијата y еднакво на 2x плюс 1. Целта на денешниот час која е? Целта на денешниот час е ние да ја составиме равенката направа ако ни е даден нејзиниот график. Значи, сега ние имаме дадено график на една линеарна функција, но ние не ја знаеме равенката, треба ние да ја составиме. Како ќе почнеме во составувањето на равенката? Од каде да тргнеме? Велиме, за да може да се нацрта една права, потребно е да имаме точки кои ќе ги поврземе и така ќе ја добијаме правата. Затоа се прашуваме, дали може да одредиме неколку точки од графиков? Нормално дека можеме да одредиме, со тоа што произволно си одбираме неколку точки од правата и ги читаме вредностите на координатите. Еве првата точка ќе ја земиме со координати 0 и -1. Втората точка, која што ја одбравме, за да ги прочитаме нејзините координати, спуштаме на x-оската и гледаме дека тоа е координатата 1, потоа спуштаме на y и тука е координатата 1. Третата точка. За да ги одредиме координатите, спуштаме прво на x-оската, тука е координатата 2, па на y-оската координатата 3. На овој начин ја одредуваме и четвртата точка, незините координати и овие податоци ќе ги внесеме во табела на вредности. Со тоа, ние имаме табела на вредности и ни останува уште да ја составиме равенката. Како ќе постапиме? Ќе постапиме на ист начин како што формиравме општ член на низа. Значи ги користиме правилата за формирање на бројни низи. Да се подсетиме како одеше правилото. Вредностите кои што ги внесовме во табелата ги разгледуваме на следниот начин. Вредностите за x ги разгледуваме како да се редни броеви на низата, а вредностите на y се членовите на низата. Постапуваме според правилото за формирање на општ член на низа. Први ни одредуваме колкава е разликата помеѓу два члена во низата. Таа разлика може да видиме дека е плюс 2. Која беше постапката за формирање општ член? Велиме формираме помошна низа со тоа што множиме со тој број, множиме со 2. Ги добиваме членовите на помошната низа. 0 по 2 0, 1 по 2 2, 2 по 2 4, 3 по 2 6. 0, 2, 4 6 е помошната низа. Колку е разликата од низата која што ние ја имаме зададена со помошната низа? Колку се разликуваат вредностите во овие две низи? Во низата која што ние ја имаме, вредноста на еден од членовите е -7, а на помошната низа е 0. Тука разликата е -7.
Исто гледам и за вторите членови. Вторите членови од 1 до 2 разликата е минус 1, што значи дека треба да додадеме минус 1. И на тој начин ние веќе ја формираме равенката на правата на графикот. Тоа е y еднакво на 2x минус 1. Ви благодарам за вниманието. Се надевам некои работи се појасни и ќе ви биде полесно да ги совладате домашните задачи.